Почитувани гледачи, добро вечер. Наш вечерашен гостин, односно гостинка, е Вања Радевска, веднаш да кажам, писател, односно писателка и универзитетски професор, односно, како што велат феминистките, универзитетска професорка во пензија. Првото моje прашање за нашата вечерашна гостинка Вања Радевска е поврзано со нејзиното потекло. Од каде потекнувате и колку време живеевте во вашето родно место? Станува збор за Доброшане Кумановско, ама кажете ни малку и генезата пред тоа, како сте нашле твоите предци во ова село, во ова место? Повели Вања. Благодарам на поканата. Јас сум од село Доброшане, Куманово. Тоа е познато село, инаку влашко, земјоделско, сточарско семејство, кои живеа тројца браќа во една заедница. Село Доброшане е познато по тоа што доста е борбено. На 11. октомври 1941 година во станиците од Доброшане студена вода, тоа е многу вакав место го прогласија, тргна за Козјак. Тука многу интересен случај што мојот дедо, кој со потекло од Крушево, он пасел овци. Има во близина на тоа место нива и тука кога ги собирал овците, ги платнувал или навечер на спиење, кога се собирале во станиците, ако припари некој до чешмата да наполни вода, дедо ми си ставал кучешки заби, вилици, и оние тамбари власите ја викаат што не од клашње, посебно сработено, што ги носеле овчарите зимно време, кога ќе ги рашири рацете, со бела кошула ставил и очите прикриени над чешмата. Така да луѓе не припарувале тука. Не припарувале, а во станиците, штом го слушале крикот на дедо ми, палеле свеки. Кој не можел да се качи на дрвата, оддол ги палеле свеките. А кој успел да се качи, горе ги палеле свеките и тоа е прогласено за вакав место. И немаше приступ. Дури се дозна кога во станиците веќе тргна за Козјак. Интересно е како твојот дедо и зошто од Крушево се преселил, односно се населил во Доброшане Кумановско. Тоа е мој прадедо Николаки, кој после револуцијата, јас најдов на една книга, пред револуцијата оружјето како имало комуникација Куманово-Крушево. Станува збор за 903-та? 903-та. Тогаш од фамилијата Дикови, Николаки, прадедо мој, после револуцијата ги барале за да ги уништат фамилиите. На востаниците? На востаниците. Побунениците. Негови 21 братучеди загина на војно поле Крушево. А деца и жени тоа било дополнително. Јас по тој повод и од моите цртежи 2015 во организација на властите подарив кај споменикот 40 мои дела. Македониум споменикот на Глименја. Да, во чест на инаку битка, главната битка централна била на Мечкин камен. Да. Значи, фактички ти имаш крушевско Крушевски корен, да. Крушевски корен. Он од таму избегал под надимок Каладжија, за да се знае дека Крушево Каладжи беа познати. Да, Каладжиите. Паланка во Анот се криел. Значи, од Крушево во Крива Паланка? Да, во Ан се криел, кога го открили од таму, отишол Лакинци
село Свети Николско, каде се жени со овчеполка и штом формира семејство, веќе дојде по друго време. Се пресели Доброшане, Куманово, каде иста местоположба на Крушево му било. Многу слично. Да. Он изгради 2 куќи, имаше 8 деца, 3 машки и 5 женски, со тоа што едно од машките го убија, која војна, не знам дали качаци, над селото Доброшане. Така. И оставајќи и многу пати, многу негови мисли што кажува, зашто он 49-та е починат, јас не го затеков, покажување на родителите, многу паметни совети. Тој не знал да пишува, меѓутоа 9 јазика зборувал. И бил полиглот. Мисли негови многу поучно делуваа во фамилијата. На синот што го убија, остави он керка. Керката дозволи снагата да се омажи, али керката ја задржа, кога може да си ја гледа, под мислата, тоа е женско. Овие се чичковци крвно поврзани, а тие чичковци не се крвно поврзани, кога сака може да се види со нејзе, и ја омажи во истото село, кај мајката што била мажина. Е многу специфично за него, некоја година, што нормално татко ми го кажуваше тоа, качаци, они воделе трговија, солун, Куманово, со ориз, со било кои артикли што биле специфични, ги нападнале, сами биле жените и ги ограбиле. А додека девојчето сираче било верено и чеизот го земале се тоа. Тоа било пред Свети Никола, а Свети Никола се славило како тогаш према времето, али било многу значен ден во нашата фамилија. Се собрале на славата и ги собрало ограбени кога се вратиле, ги терал децата на трпеза да пеат. И сега девојчето излегло: дедове, вчера не ограбија, сега ние треба да пееме. Сите ли сме на број? Сите. Удрете песна, ке спечалиме. Браво. Тоа е многу умно кажано. Се ќе се надомести штом сте живи и здрави. Да, сите на број. Он имаше 2 живи, сега тие 2 куќи направи од помалиот син Мите, јас сум негова внука. Дедо Мите 5 деца, со тоа што јас сум на најстариот син, Нако и Пепа, ние сме 5 сестри, што сме сите, татко ми и родителите остана земјоделци, сточари, и он беше голем принцип во работењето. Кога работиш, работи го убаво. Ако си заморен, одмори, па продолжи. А јас може да кажам дека, следејќи ги другите фамилии, движењето се, моите родители биле поскапи од дијамант. Не знаеле да не карат, а тек за ќотек не можело да се замисли, али работно и одговорно не воспитувале. Они никогаш не рекле: седнете, учете. Не ова. Учењето ни било наше. Тоа сакав да прашам, до кога ти беше во твоето родно село, родно место Доброшане? Па додека беа живи родителите, одевме често. Да, ама сакам за образованието да прашам. Таму заврши основно училиште или? Да, 4 години во село. После, каде продолжи? Многу интересно е што јас желбата за писмото, за учењето, предшколска возраст.
зашто јас сум трета поред. Така. И по старите сестри, додека учеа прваче, и ти учеше првата со нив. сестра, јас бев под маса. Да, а така. Под маса, дали сум спила, дали сум се преправала, али сум снимала. Така. Не знаев да пишувам и не смеев да кажам дека знам. Така. Молчев и се снимав. Јас кога тргнав прваче, ги учев буквите, сега ги познавав, ама не пишував. Така. Ги учев буквите и кога ќе дојде ред, лектири, читавме за прваче, не задојуваше учителот многу убаво, не едуцираше како да цитираме, како ставот да го имаме. Тоа беше еден учител од многу постарите, што со учителски курс беше. И јас не сакав да ги читам, сите од библиотека заедно ќе читаме. Јас само си молчев. И кога ќе дојде ред за ова, јас се раскажував. И јас истовремено се крадев фактички. Тоа е крадење. Како идеа сестрите напред, многу пати им ги крадев лектирите да ги читам. И кога се они у школо, не сме истовремено. А нас се там доаѓат, ја враќам. Ќе ја вратиш, така. Ја враќам на место. Не си крадела, си позајмувала. Тоа е крадење. Знаење е секогаш крадење. Се краде, така. Вања, заврши основно училиште во родното село, после кај продолжи? Деление, после 8 деление заврши во Христијан Тодоровски Карпаш Куманово. Куманово, добро. И средно економско училиште Моша Пијаде Куманово. Потоа на економски факултет во Скопје Кирил и Методи, и тоа бев макросмер, така сакав потежок смер. Добро. Така сакав. Така. После прво моје вработување во Интерпромет, така. Стоковна Илинден, Скопје. Така. И после кога веќе се јавија пречки, тука во Илинден си формирав семејство со 2 деца, кај Катерина, кога, барајки лек, различити заклучоци добивав, па си мислев, знам да читам, не сум многу писмена, ама да читам знам. И почнав литература да проучувам од Аристотел. Така. И јас сега Аристотел е познат по неговите експерименти, меѓутоа и психолошки проблеми, посебно делото за душата е многу карактеристично. Питагора исто, Платон. После извесен период, кога веќе со анализите завршив, се вратив од Сократ литература, проучував. 93-та, кога се отвори дефектологија на Скопскиот универзитет, на филозофскиот факултет, филозофскиот како институт, така. Јас се запишав, после се отвори 97-98 магистратура. Мене не ме примија, со изговор оди чувај дете што бараш во науката. Од универзитетски професор тоа беше. Сега јас навредена, нормално бев. Излегувам од таму, на скали се наоѓаме со колега Димо Димчев од економија. Писателот. И сега тој знаеш, вика, што тука? А викам, што ти тука? И што вика нешто, а документите у раци ми беа. И му кажав, вика, ќе го молиш, вика, овдека. У Романија има конкурс, дојде утре, те запишуваме. И сега си мислев, моите тука, што ме знаат, не ме примија, романци ке ме примија. За изненадување, јас бев примена, и тоа не одев со врски, познато, идев директно. Јас налетав на еден професор, светска класа, Емил Верза. Тука беше и Урсула Шклјопу, Жорже Раду, на другите професори не им ги знам имињата, затоа што ги полагав испитите од
И 2005 таму нема. Прва година, после упис учиш јазик. Јас го учев тука на Филозофскиот факултет, кај Петар Атанасов. Почев со секоја година и имаше многу строг принцип што мене ми се допаѓаше. Не смееш дојдеш, пример, у 12 имаш закашено, не смееш пред врата како, јас си знам како кај нас. Не, има читални, кај сакаш биди 5 до 12 пред врата. Не си тука до 12, губиш све. Так. Чекаш дури до година. Многу строго. Мене ми се допаѓаше тоа. Многу интересно беше што мојот ментор, стаси човек, 2 метра висок. А јас по возови, по ова во фармерчиња и не сум од многу високите и многу пати си викав. И тој ме, кога ми предложи да ме прими, вика, ми постави неколку прашања. Романскиот јас го учев, има сличности со Влашка, ама не е исти. Има голема разлика. Бев со еден братучет кој преведуваше и вика, дали има, каква комисија барате? И јас, како што ме дал Господ оригинал, па викам, јас барам комисија што ќе ми го почитува знаењето, а кој и како е, општо не ми интересира. Тој се фати за глава и вика, па вика, овакво нешто моја кариера ми нема дојдено. А од Македонија вика и тоа плюс жена да дојде. Која ке ми измери у джеп можел да ме стави, да ме преку море да ме пренесе. Не, добро покажав успех, зашто јас многу... Значи магистрираше во Романија. И докторатот. И докторираше таму. Да. Докторската теза, ова е докторската теза, особености на мисловни операции кај мали школски деца со пречки во природниот психички развој. Так, тоа е докторатот. Тоа е докторската теза. Сега да кажам веднаш за гледачите. Вие и работевте како универзитетски професор на меѓународниот Славјански универзитет Државин во Свети Николе и Битола, на групата психологија. Значи, тоа ваше знаење и образование стекнато во Романија, магистратурата и докторатот, вие и практично го применивте кај студентите, односно пред студентите во Свети Николе и Битола, и многумина ве знаат како универзитетски професор токму од таму. Но тоа е само еден дел од она со што вие многу активно и сериозно се занимавате, бидејќи покрај професурата, вие продолжувате да се занимавате со стручни научни трудови и ги пишувате и ги објавувате и овие други две книги. Да, тоа се особеностите што ги проучувам. 31 особеност, основата е тоа, што тоа се анализи на семејства 100 во Македонија, што има дете со пречки и споредба со 100 кои немаат. Браво. Тоа е една компарација, сум наидела на разни пречки, разни случаи, меѓутоа го сакав тоа, кај сакав да влезам со Катерина за рака и влегував, зашто секој податоци не дава. Не дава, така. А потоа тие, во понатамошното работење, јас ги поделив на позитивни и негативни. Како ќе кажем само неколку зборови за негативните. А кои за позитивните ќе кажем? Позитивни тоа се 27, а овие се 4. Добро. Како главна негативна особеност е стравот. Кој имам, тоа е прикажано графиконот, еве го графиконот, каде се особеностите и како работи нервниот систем. Во ова се опфатени околу 10 науки во докторската. Сега стравот, ако не се совлада, се појавува мрзата. Ако мрзата има позитивни кои треба да се совлада, не се совлада, се јавува омразата.
Ако и омразата не се совлада, се страв, мрза, појавува омраза? агресија. Агресија. Преминува во Тука, агресивност. ова посебно и во издавање за полесно совладување. Сега, негативните, јас ги делам, агресијата е најголемата негативност. Така. Агресија во напад и агресија во одбрана. Да. Така да, агресијата во напад, пример, напаѓачот, окупаторот, тој со сила убива, уништува, зема, граба. Меѓутоа, и кај ограбениот, кај нападнатиот, се јавува сила која во одбрана брани свое. Така. Јас го земам тука пример Свети Ѓорги Победоносец. Тој брани свое и секогаш таа сила победува. Имам и други поделби и во омразата, меѓутоа тие ќе остане за понатаму да се издадат. Ти предимство во овој случај им даде на негативните особености, не на позитивните. А мај да спомнем и неколку од позитивните. Позитивни... Значи, овде во негативните ги спомнавме. Да. Стравот, мрзата, омразата и агресијата. Карактеристично е за моето работење што јас внесов 3 новитети. Добро. Како принцип на работење, метод на работење мајчина љубов. Добро. Која понатаму прерасна во особеност и на овој триаголник, првиот триаголник го дадов на мајчина љубов. Така. И јас велам, секој едукатор треба детето да го сака како свое дете. Така. Таму е успехот. После натаму тоа се перцепција, представа, мотивација, мечтање, емоции, говорот, внимание, меморија, волјата, способноста, темпераментот, комуникација. На 14-то место е стравот. Стравот, кој концентрацијата. Значи, стравот може да биде и позитивен, не само во негативните особености. Го наведуваш и таму и таму. Не, таму не е запишен таму. Тука е посебно. Не е, зашто пред малку ми рече дека... Во ова е. Да. Во ова е стравот. Во негативните. А во сега? Во негативните. Тука е во општодокторската. Во ред. Да, во сите. Концентрацијата. Ако концентрирано не го совладаме ние стравот, преминува во мрза. А мрзата... Како преминува во мрза? Тоа е многу индикативно, многу интересно. А јас тоа го имам долг период согледувано, посебно кај децата со пречки, ама го гледам и кај другата популација. Добро. Пример. Добро. Двајцата сме у школа. Така. Сега, ти имаш 5, а јас 2, да речеме. Добро. Ти си напреден до 4-то деление, например. Ама ја не можам, не се ни трудам. А кај популацијата немотноста на природата е тоа. И јас сум против инклузијата што е прават. Не секоја категорија може во инклузија. Посебно умерена и тешка категорија ќе ми излаже тој што ќе каже дека може. Има категоризација во тоа. Значи, фактички на еден индиректен начин, стравот се претвора после... Во мрза. И јас ке речем... Во малодушност, во разочараност... Во сите тоа ли еден збор речено мрза. Пример, вие идете со 5, јас идам со 2. Ја не можам, а може и не се трудам, кај мене ќе се јави мрза. Да, се инхибираш, една инхибиција се... И нема да речам не можам, туку ако речете вие, земи прочитам, сега ме мрзи. Да. Без волност. Не ме мрзи. Немотивираност. Не мокна. Тука други фактори. И тоа ако не се отклони, се јавува омраза. Кај мене дури, кога ќе стигнеме 4-то деление, кај мене може да се јави омраза кон вас, на вашиот квалитет. Вака, сега сакам малку да речем од овие научни, стручни води,
да избегаме малку. Добро, може. Бидејќи емисијата трае ограничено само 45 минути, ама сепак ќе продолжиме со психологијата, па моето следно прашање ќе биде, бидејќи ти си денес многу сериозно заангажирана како писателка и дури ликовно твориш како сликарка. Да. Па сакам да прашам, како ве тој спој? Јас знам, ама за гледачите да одговориме. На психологијата со книжевност и со ликовната уметност. Имам чувство дека едното без другото не можат да постојат, да функционираат. Не, може. Добро. Зашто поврзаноста на сите науки со психологијата, тоа е точно, може да се поврзе. Ако не е книжевноста, како би била јас психолог или било која струка? Зашто прво ние описменување правиме азбуката. Така е. Да. Таму ги учиме и латиница, кирилица, печатни. И буквите и писмото. Начинот на изразување. Еве, првачи, јас се уште ги знам зборовите на учителот кој беше со тоа времено со курсеви учител. Да. Меѓутоа, ораторски како ние да постапуваме. Дури имаше девојче од соседно село што го тераше кога ќе почне да чита да пее. Меѓутоа, тоа не ни беше јасно. Меѓутоа, сега девојчето сигурно имало некој проблем во гласот или во говорот. И тој, кога ќе почне да пее, го чита, после почнува да пее и потоа го чита текстот. Колку бил дефектолошки тој учител. Во споредба со сега. А јас велам дека книжевноста е основа на сите науки. Така. Сега, следното прашање, повторно е поврзано со творештвото. Што е творештвото? Дарба, релаксација, хоби, обврска или нешто друго? Не, тоа е природна моќ. Природна дарба. Тоа се природна моќ, што јас тоа ги обработувам од мисловните операции, кои ги поседува природната сила човекот што има. И ако, пример, сум математичар, природата не одредува ти да си математичар, тоа е веќе хемисферите башка, сам си определуваш. И моќта што ти ја дава природата, треба да ја искористиш. Јас, пример, сите овие дела може да се видат, сите се со цртежи на стакло. Али сега има каде се повторуваат. Целата наука на стакло имам префрлено и тоа везба на стакло. Тоа везба на стакло, јас се едуцирам. Зошто го избравте токму стаклото? Стаклото е кршливо, стаклото е прозирно. Да, не го избрав јас, ме избра. Тебе ти. Јас цртав и порано. И пишував. Убаво кажано, тебе те избра стаклото. Не, уметницата ме избра по рацете. И кога и викав, јас молим те, не ми давај доста, ми се 10-11 постдипломски низ докторската, не вика мора да дојдеш. И таа техника везба на стакло ја нарекувам, зашто тоа е точка по точка. Точка, со пунктации. Тоа, техниката е тоа, а инаку стаклото го представува човекот личност. Многу е силно, али со еден збор и човекот се крши. Е многу кршливо, затоа реков пред многу. Прозирно е, можеш да гледаш низ него. Можеш и човекот. Видливо е, ама многу е издржлив, на многу влијание, ама еден збор може да го сруши. Многу лесно е кршлив. Така е, во право сте. Сега уште едно прашање сакам да ми поставам во врска со вашето литературно творештво, па и ликовно би рекол. Често сте присутни во голем број групни активности, заеднички, во зборници, значи заеднички книги од групи автори, изложби од исто така од повеќе творци, колонии. Што значи за вас тој групен активизам? Кои се неговите предности, ама и мани, еве да речеме? Тоа има, секое позитивно има негативно и обратно.
ми се допаѓа и како позитивно го сметам што искажаното, колку чесници има, на толку места е отидено. Да. И сите тие го шират во разни средини. Тоа е позитивно. Меѓутоа, јас согледувам негативност што многу ограничување има на изразување на мисловните операции. Ти се кажува сега пример. На цртежот ти го формираш, али према големината и таму има ограничување. Да, правила, да. Према димензиите, големината на цртежот. А овдека во групното ти се ограничени најмногу 2 страни. Да, и тука има. Дали е расказ, јас имав ограничување. случај краток расказ, вие имавте конкурс. Да. Најкраток расказ, така ми се чини, јас напишав, не точно се сеќам кој, од 5 реченици. Да. Може расказ да биде Најкраток. и од една една реченица. Точно е. Меѓутоа, тука не може да се искаже она правата мисловна операција да се опредмети. Јас, пример, употребувам елиптични реченици. И имам случај што една ме вика, не го разбирам. Ти вика 24 реда песна прати. Да. А тука опишано целиот мој работен век. Да. И вика, не го разбирам, вика, нема поврзаност. Има, ама тоа е тешко за читател. Так. Да прашам веднаш, кога зборуваме за клубовите, здруженијата, по кој принцип се наоѓаат членовите, припадниците? Генерацијски, естетски? Па, сите тука фактори може да делуваат, али или денеска осаменоста е голема, па луѓето имаат потреба да се дружат, да се групираат. Имаат да излегуваат, има разни карактери, но најчесто во овие сега што сум пензионерските, има многу што сакат активноста што е имале да ја продолжат. Так. Да не заврши нивниот работен век со одењето во пензија. Па не значи, пример, јас сум презадоволна што излегов во пензија, што можело повеќе, него такви беа условите, мораше да излезам. Јас не престанав, не се почувствував дека си во пензија. Дека сум во пензија или да ми рече некој... Па да, активна си, постојано си активна. Како може. Така е. Кој сака, мрзата не го совладува. Да, и дури многу условно треба да се земе тоа. Прво доба, второ доба, трето доба. Нема доба, едно е доба. Нема, јас велам дека викат, сега слушав едно девојче, како со андрагошка педагогија се занимавала, формирала група некоја. Човекот учи додека сака. Так. И имам среднато во литература, интелигенцијата која ја обработувам. Има до 18, до 25 години, до 30 померување. Не, интелигенцијата сам човекот си ја сочувува. Так. Се додека сака. Па ја имам сретнато во историјата на психологија на 90 години издадени трудови. И не само тоа. Има личности во поодмината возраст, да речам и мојот покоен сега татко, до 95-та година помнеше, ама зошто беше активен, раскажуваше, разговараше, Работеше бавча, помагаше кај можеше. Цело време. Тој беше активен. И активноста на нервниот систем не го прекина. Контактираше цело време и со моите деца. Со се што можеш. Со се што можеш. И со комшиите. Што сакам со да кажам? Тој едноставно секој ден беше во една активна позиција. Сега, тоа истото важи и за тебе. Ти си активна, присутна си на сите речи си. Па ако идам генетски, дока што кидам. Да. Генетски, двете баби
направија И стотка. родителите до 90. Добро, тоа е генетика. Тоа е генетика. Тоа е генетика, меѓутоа сега како сакам ти се факторите, тоа е друго. Да. Сакам да прашам. Иако си по потекло од влашко семејство, од Крушево, влечиш гени, преселени после во Кумановскиот крај во Доброшане, твојот сопруг е од Емир Кисарско, од мојот крај. Од Острилци потекло. Острилци, ама Сопотница. Да, Сопотница живееле, инаку по свекрва ми од Острилци. Добро, близко до Крушево. Да, под Крушево. Дедо Ѓорги знаеше влашки. Сега ти како се чувствуваш? Некако имам чувство како да се чувствуваш и како крушевчанка и демирхисарка. Знаеш како? Како се чувствам обичен човек. Обичен човек. Како македонка. Зашто преселниците, точно е, ја друга држава немам. Да. Зашто преселби, миграции постоело од разни услови. Така. Секаде. А да се кажем крушевчанка, коренот да. Меѓутоа немам ја живеено таму. Немаш таму, така. Да кажем од дедовците, каде се движеле, што не можем. И освен Доброшане, родно место, и Македонија, втора мајка, немам друго. Така. Сега... А може да кажем дека многу имам сретнато, ќе кажат, мислам дека за Демирхисар нешто ќе ми кажеш, ама некако... Не, јас пример, еве, припаѓам, јас сум влаинка, оригинално влаинка. И зборувам и пишувам. Меѓутоа, во моје образование, ја немам сретнато да ми рече дали професор, дали децата, ти си влаинка, нема да учествуваш или нема да учиш. Да. Дури кај нас биле многу почитувани власите. Доброшане беше влашко село, меѓутоа сега миграциите си направија своето, старите. Како е сега Доброшане? Доброшане е одлично, меѓутоа власи малку има. Нема? Се иселија? Сите по школите, еве ние 5 сестри. 4 сме тука, сите со високо образование. Си го направија своето миграциите. Татко ми беше прв што женско чедо пушти 5 оделение у Куманово. Така. Од селото, зашто не ги пуште, зашто тогаш пешки одевме 6 километри. Така. Ако треба, века кидам, ќе ја однесам и ќе ја вратам, ама без школа не ја оставам. Така, браво. И после почна и другите. Така, им дал пример. Не, они беа многу, ја викам повеќе и од Диамант, не воспитале така, добра слога меѓу сестрите, фала Богу и ден денеска, испратени беа како кралеви. Ваѓа, бидејќи полека доаѓаме кон крајот, се приближуваме на емисијата, сакам да те прашам, знам дека си активна постојано, што пишуваш сега, на што работиш? Јас сега ги завршувам... Или што сликаш, што црташ и тоа да не кажеш? Истовремено јас го работам се. Добро. Зашто науката од ова книга, сите 31 особености формирам други композиции со гледано со тие деца. Тие 20 ми се готови, ама треба и уште до 37, тоа е мој број, зашто кога се запишував, имаше облак над Македонија, и сега, знаеки низ историјата, што ќе рече, чекај, она е ромунка, она е бугарка, она... Секој може да каже, зашто знаењето е земено во Букурешт. Така. Јас затоа бројот на македонската азбука, што да се случи, тоа е огромниот доказ. Сега тие научните мора да ги завршам. Ти работиш на научните трудови? Воедно научните трудови сите ми се подцрт како фотографиите тука што ги имам. Сите, целата наука во ова нема многу, меѓутоа овие еве го развојот на Катерина. Да, како илустрации, да. Ова е мој цртеж. Ова е и за сите цртежи имам евиденција, имав сега од после короната не. Секоја цртеж
значењето имам образложено и во која особеност. Ова ти е тоа со точки правен. Ово е подарен во Јаши, зашто ова е негде 15 на 10. На граница бев на колонија во Јаши, каде не можеш да пренесеш дела, а овие минијатури во алиштата размена. Можеш преку граница да ги камуфлираш. Да, и таму многу ми беше интересно, 10 дена работилница, што со оваа техника јас победив уметници од Букуреш. Али они на платна црта, не по прадедо, дедо, уметници, сето тоа. Внуката беше на едукација стакло кај мене и кога прогласија, јас не очекував, кога он зема втора награда и кога прогласија Македонија Вања Радевска прва награда, само го слушнав, па зарем она мала балканска земја да се појави таа техника. Не може да се помирам. Тогаш јас на децата што бевме во група, јас го земав големото знаме, влашкото знаме, дека преку организација на власт идевме и низ ова Ленче Кумановче ја изведувавме низ дворот каде се делеа наградите. Така да, воедно поезијата не е запоставувам, а и поезијата е многу со науката поврзана. Така. Знам дека треба да чекаме, да очекуваме твои нови живи здрави проекти, здравје прво нека не служи, но според вообичаениот наш редослед на емисијата, се една од овие бои. Дај го црвено. Жените сите избираат како по правило црвената боја. Овдека... Тогаш ке сменам во плаво, не, сите ја избираат. Борбеноста. Да не менуваме. Овдека твоето име и презиме, Вања Радевска, а овде ќе ни напишеш една порака, една твоја мисла, една твоја сентенца, бидејќи од овие листови, од овие свитоци, ќе подготвиме изложба на сите учесници во емисијата во потрага по вистинскиот збор. Па ќе имаме и како убав спомен, но и како доказ и сведоштво за овие наши средби и разговори. Овдека, тука имате презимето. Не треба. Не, само Скопје. Само Скопје. А овдека твојата мисла, односно твојата порака. Еве на гледачи да им кажам дека Вања не заборави да напише Вања Радевска, Скопје, Македонија. Овдека пораката може со покрупни букви. Има ограничување? Нема, ама со покрупни букви и да биде пократка и да им ја прочитаме на гледачите. Почитувани со добро, здравје, добро, здрав разум, добро, стекнува. Добро, се стекнува. Успех. Во долгиот и среќен живот. Во фамилијата. Добро е што
се подсетува на семејството и фамилијата, Тоа е односно основа. на семејните вредности. Бидејќи молчиме и двајцата, сепак треба да им прочитаме. Земи, создади, предади. Добро. Земи, создади, предади. И еден скратен подпис тука да... Тука. Добро. Благодарам и фломастерот ќе ми го дадеш. И вас многу ви благодарам. А со рака да ти честитам за се до сега Благодарам. што имаш постигнато и што си активна и што работиш Ги и следам што... стапките на луѓето од Растојца, така? Па и од Растојца, и од Крушево, и од Доброшане, Сапотница, од Македонија, и од Од Сапотница. Македончиња. Од Македонија. Нашите предци. Благодарам, Вања. Исто така, многу ви благодарам. Многу здравје и успеси со фамилијата. Дај Боже.